365 дена, да биде 8 март е дефиниција за среќна жена. Поголем дел од анкетираните од понежниот пол децидни дека рамноправноста далеку од исправна, па символичниот ден на кој тие добиваат подароци во однос на тоа што се жртва за семејството целата година е еден, ама како ниту еден. Па тоа е работа што треба 8 март да биде 365 дена, а не само тој ден. Ама обврските знаеме дека рамноправност е на работа, а домашните работи, барем кај нас во Македонија, жената ги работи од готвење, од чистење, од прање, од пеглање, така да многу убаво знаеме, рамноправноста не е баш како што треба. Па затоа, тоа е еден обичен ден за жените на кои се поклонуваат некои цвеќиња или било што, некаков символичен подарок во однос на целата година жртви за семејството, на работа и така натаму. Не треба да се чека, секој ден треба да биде, поготово децата према мајката. Па треба, едно поштовање, фала. Само на 8 март или други ден? Па сега, нормално. И другите, ама 8 март, после... Секој ден на 8 марта, ако имаш пари у джепа, ама па ден е посебен, сабота плюс се паѓа. Делумно истакнува дека најважно им е вниманието за 8 март, за другите денови велат дека не се интересни. Обичен ден може, ама не е тоа, знаеш, не е убаво секој ден. 8 март е посебен. Посогласно со ситуацијата, идејата за одбележувањето на посебниот ден посветен на жените потекнува од почетокот на 20-тиот век, а за овој ден посебно инсистираше социјалистичкото движење. Првиот ден на жената е одбележан на 28 февруари 1909 година во Соединетите Американски држави по иницијативата на Социјалистичка партија на Америка.